Инвестициите во нова технологија, подобрувањето на квалитетот на виното и многобројните промоции помогнаа реномираните светски блогери за вино да ја откријат Македонија како нова дестинација и да ја рангираат меѓу 7 земји чие вино мора да се проба. Според првиот човек на Сдруженијето на македонски вина Петрушев, позитивните коментари од светски експерти се добре дојдени и значајни за домашниот вински сектор. Ние би биле радосни ако имаме многу почести вакви написи, вакви статии кои што се спомнува Република Македонија, кај што се, да речеме, представува незиното вино. А во таа насока имаме веќе активности во последните 2-3 години, каде што наместо само винариите од Македонија додати да се представуваат на настани, организираме посети на вински критичари, сомелиери, блогери, увозници во Македонија. Македонското вино е присутно на светските пазари, освен кај традиционалните клиенти Германија, Србија и Хрватска, извозот е зголемен и во останатите земји во Европската унија, но и во САД. Најголем дел од флашираното вино исто така се продава на просторите на поранешна Југославија, додека во Русија и во Кина се уште не сме на она посакувано ниво, меѓутоа радува фактот што има подобрување. Кортни Шисел, вински експерт од Бруклин, која пишува за повеќе светски познати медиуми, во својот последен текст за порталот за вино Вајнпер ја вбројува Македонија во групата во 7 земји од кои задолжително треба да се проба вино. Според неизе, најважниот регион во Македонија е повардарието. Потенцијалот на грозјето е огромен. Вреди да се пробаат вината од Македонија, напишала Шисел за винскиот портал Вајнпер. Македонија на оваа листа се најде во друштво со Англија, Мароко, Либан, Мексико, Бразил и Уругвај.